Како се победува кикбокс меч без раце? Како до црн појас во бразилско џиу-џитсу? Кој е патот до UFC од Македонија? Ова е новата епизода на Wild Tales, а наш гостин е Ивица Алексовски. Ова што беше со наградиве церемонијата, Мюнхен Hall of Fame. Толку? Еднашка само? 1-2 години, па после викам, викам човекот, за зоки правиме. Тој го и него. Па кој? Дај ми се им дав слики, им дав резиме што и вика топ. Ќе го ставиме вака, стајте го. А иначе го нема на радар, не постои. Брата бе, тоа тие ќе те изгласат у Мюнхен, у Скопје нема те изгласат. Што да ти кажам? Тоа е нашата реалност. Тука ако имаш луѓе, да, ако немаш луѓе, слике се. Добро, не е толку лоша реалноста, мислам дека. Да се вратиме на темата наша сега, официјално некој почеток. Кога би сакал тебе те представам, си замислувам ситуација во која што воземјани ја напаѓаат планетава и ако имам избор да одберам еден човек со мене во целиот период што следува, ти си еден од луѓето што би сакал да ги имам покрај мене. Некако така. Покрај сите титули, вака некако најпластично би те представил на почеток. Па добро, пази, ја не размислав дека вака ќе опочнеш подкастот. Најтешко е денеска да си комплетен. Еве, во некој од претходниот подкаст, не знам кај зборнав, значи денеска во денешницава, ако го земеш едно цело вака, 1/4 луѓето, у таа четвртина се страшно интелигентни, успешни, паметни, не знам што. Останативе 3 се катастрофа. Некој има 2 попунето од тие четвртини, некој има 3, ретко имаш некој со 4, буквално да го бива на секој план. И тоа е тешко. Не бараме комплетност, али кога бараме присуство на човек, мислам дека се сведува на таа енергија некоја да си што човек или ја има или ја нема едноставно. А ти си човек што едноставно сосеќа присуството кога ќе влезеш во просторијата, веќе има промена на воздух, на енергија, на све комплетно. И денеска ќе пробам, кога што можам да откриеме како се стига до таму. Значи како се стига до момент кога успешно владееш својата енергија и ја пренесуваш на други, на некој начин ја придвижуваш целата околина околу тебе. Кога би сакал да почнам, би се вратил на самиот почеток. Пред да почне приказната со борешки вештини, пред да почне да кажеме тоа некој патување на кој што си ден денес, кој беше Ивица и во што беше уствари насочен настрана од боречки вештини? Регуларно дете, да кажам. Значи, класика во едно општество во тоа време. Значи, дете што си иде в школа, што има и 4-ки, 5-ки, 3-ки у тоа време, да речем, кој сум бил основно, кој што сака да игра фудбал, да се дружи надвор, не знам, сервис, не знам, некои такви игри што во тоа време беа нормални, денеска не знам дали постојат. Може овие работи што ја кажам сега, нашиве денешни деца не ни разбираат што е сервис, например, кој што ми играли ние на времето. Ја е 20 секам, искрено да ти кажам. Тие не знам сакате ли војска, не знам, некои стари работи, стари игри физички, кај што сме, ние на некој начин надвор сме се дружили. Значи, некој такво дете кое што било на некој начин ништо, ни посебно плюс, ни минус, како да ти кажам, у тоа време сите бевме како на некој калап, извадени и сега после понатака нели имавме успешни у школа, успешни у спорт, успешни ова, али претежно имаше една општествена слика кај што ќе видиш се деца едно на друго наликува, разбираш. И ја бев дел од таа средина која што се креираше во тоа време. Такво беше општественото уредување, такви беа домашното воспитување беше така научија родителите, зависи од родителите, да кажам, имаш ти некој искуство позитивно и негативно, некој родител ќе те бутне поише, некој помалку, али бев некој си, како да кажам, пак ја кажам, регуларно, нормално дете во едно општество. Ништо посебно, ништо помалку. Што сака да се вклопи со сите останати. Нај како да кажам, во тоа време можам да кажам дека сум го живеел животот на аутопилот. Значи како другите така ја станеш, сабар идеш у школа, се вратиш, ќе напишеш домашна, никој не ќе да пишеш домашна, ќе те кара дома, дури не напишеш, нема да идеш надвор, мора да напишеш, дури не научиш, нема надвор, да играш фудбал додека не, тоа ќе го направиш ти, пошто имаш мерак да искочиш, и тоа било. У тоа време тоа. Некој афинитет спрема спорт, да кажеме, а да не се боречки вештини. Не, фудбал, у тоа време фудбал, да речем, пред да завршам осмо одделение, пошто нели секој ден надвор ова.
у школа кога отидеш фудбал, надвор со друго мало фудбал и то фудбалот беше фудбалот и баскетот дошо малку покасно. Тоа беше фудбал. Не беше ни развиен уопште. Не беше, немаше постизаго баскет, да речам како тренд у некој општество, како за Македонија зборам. И у тоа време на пример ние немавме ни многу услови да тренираме боречки вештини, да има клубови на секој чекор. Тоа бе 1-2 клуба, 1-2 вештини, спорт. Значи на тој принцип беше. Во тоа време до некое седмо деление, значи не сум имал никаков афинитет кон боречки вештини. Сум се тепал на улица секој ден. Значи сум бил небрено дете. Па од прво деление до седмо деление, не знам. Дали некоја недоверба, страв, не знам, ако ме прашаш сега да ти објаснам зашто сум се ја тепал тоа, стварно не знам. Така да до седмо деление, до осмо деление да почнам да ги вежбам боречки вештини, буквално сум се бил класик. Ништо повеќе. И ќе го земеме седмо деление како некоја одредница и ќе ме коригираш ако грешам. Колку од во тоа време изборот за тренирање и практикување на боречки вештини, колку ствари боречките вештини се избор, а колку се нешто што некој мора да го направи за да се справи со одредени животни ситуации. Затоа што мојот впечаток е дека во тоа време луѓето влегуваа во боречки вештини за да се заштитат самите себе си од својата најблиска околина, да кажеме, па и пошироко после тоа. Никој не знам дали беше индустријата толку развиена за да можат луѓето да се поистоветуваат со филмски звезди, па тоа беше, тоа сега да кажам, некој 50% да речам од тоа време зашто луѓето вежба беа филмовите. Се разбереме, ки се некој филм одма после тоа. Тогаш немавме ние да речам како сега MMA, Ultimate Fight, па не знам ова, па не. Имаше бокс на времето нешто, чат пат кој ќе дадат со 4 сат и тоа беше. Немаше да речам таква застапеност како денеска. И филмот беше тој некој главен двигател кај што и саки вежбам да бидам како овој. Како што у фудбал да нели, сакам да бидам како Марадона, у не знам у кошарка да бидам како Џордан и са ние кој зависи кој филм си одгледал да речем на некој начин и тоа. Едниот од факторите е тоа, вториот од факторите е дека ти како дете сакаш да се заштитиш, нели порано сега на пример нема. Порано имало тепачки надвор меѓу деца да кажам, тоа било нормална работа. Нормална работа. Тоа денеска што е булинг, што е денеска. Ја не викам дека нема денеска булинг, значи има булинг, затоа што едниот дел од општеството од децава се нешто мисли дека е посебно, затоа што овие другиве буквално немаат никаква физичка активност. Не знае ни да потрча, не да прави нешто друго. И ради тоа го имаме таа голема разлика. Порано таа разлика не беше толку голема, разбираш? Тој појако тебе ти ќе се степаш ќе му вратиш. Ки се чутека, ама ќе му вратиш. Така? Сега не е така. Сега ти не ни влагаш, не ни влегуваш во расправија, не ни влегуваш во конфликт. Мајка ти рекла немој, татко ти рекол немој. На телевизија се кажува тоа. И ти едноставно си остаен сам на себе, кој колку му сече, да кажем, за да или се си подпрен си чекаш системот да те одбрани на некој начин. Нема, па тоа е тоа проблемот. After ефектот, значи комотен си со било која ситуација денеска што и да ти се случи, затоа што си нели најверојатно сигурен дека ќе има некоја одмазда после тоа, да кажем, или некоја правда ќе биде спроведена од некој правда, си да бараме правда, ама у моментот знаеш како е. Една работа што сум научил овие мои 49 години. Каде, ако ме прашаш ти, каде е најголемата тајна на живењето, на постоењето, на универзумот, на енергија? Вчера, денеска и утре. Утре не постои. Што ќе се деси, Господ знае. Тоа никој не го знаеме, а ние луѓето сме така направени да секогаш се плашиме од иднината и стравот е доминантен сега, што е проблем, или тоа вчера што е поминало, па имаме нешто што ни е вчера како страв, па викаме ќе го решиме утре и па не го живееме моментов. Односно што е моментот? Еве ти си Виктор, ти си светски шампион у не знам која боречка вештина, не виден мајстор си. Ако ти во моментов јас сега те нападнам со нож и не се одбраниш, ти ќе погинеш. Утре можеш да бидеш светски шампион не знам каде. До вчера си бил не знам каде. Сега во моментот, овој момент најбитниот. Ако ти него совладаш, отиде во суд. Сега ние денешните деца не ги чиме на тоа. Нас порано самото општество знаеш те остава да се бориш, на пример ќе излезеш на двор, па ќе се степаш со некој, па тој е појако тебе, па ти се знаеш кај си, па ти ќе степаш некој друг. И знаеш како кај светот на животите, си имал некоја хиерархија. Овој немој, овој,
На тој начин ние сме функционирале. Едно мало, па друго мало, па трето мало. Сега денеска го нема, сега е вака попара напред. Ние сме дигитално може понапред, ама за овој сегмент општеството сме од денешен аспект кој ќе го гледаш, тоа време изгледа подобро до денеска. Пази, нас не беше убаво, супер ми беше. Тоа. Не, збориме од аспект на бенефит, од аспект на јачина на луѓе, од аспект на материјал на луѓе кои што се произведуваат, да кажам. Еве ќе те прашам тебе. Седиш денеска затворен со ова цел ден. И јас сум надвор на некоја лива да тршам цел ден. Кој е позадоволен? Кој е позадоволен? Добро, да. Овој денеска еден ден. Затвори го месец дена да седи унатре. На компјутер, у една соба, темна, кај што има некоја светленце, нека игри, нека прави. Извади го надвор да видиш после. Добро, мислам дека тоа е драстична разлика. Јас огромна. Еве во случај да сум затворен во соба, да кажеме цел ден, ја ќе имам некој си прозорец, саат, 2-3, нели, пошто сум свесен дека треба да примам нов кислород денеска, ќе идам и ќе направам нешто. Али начинот на живење е комплетно сменет. Значи, што викаш ти, кога си цел ден, ти си цел ден надвор. Јас со тие саат, 2 што ќе ги вложам, колку и да се ефективни, резултатот нема биде ни блиску. Факт е. Меѓу мене и тебе. И затоа овие како да дали воопшто е можно се врати тој некој принцип или таа некоја култура на живење? Не може да се врати. Пази, знаеш што, како со старењето е. Ти не можеш да најдеш лек да се помладиш. Не постои да. Ама можеш да најдеш лек, односно средства, како да го успориш тоа, така? Еве, спортуваш. Се грижиш за себе, јадеш како што треба, медитираш, се бањам со ладна вода секој ден, не знам, правам двежби за дишење. На тој начин правиш ти некој биохакинг, кај што тој процес го успоруваш на максимум, не можеш да сопреш. Нема шанси да го вратиш. И во општеството исто. Значи не можеш да го вратиш како претходно што било. Например, на денешните деца да го вратиш ти пред 30 години, да ја кажеме ќерка ми дека баш зборевме пред некој ден дека во ходник имало телефон со гајтан, кај што мора да станеш таму да стоиш за да збориш, а не у кревет. И кај што мора да очекаш двојникот да заврши, па ти да се јавиш. Нереално. Не им е реално нив тоа. Не е реално им. Значи нив имаат една перцепција сосем друга. Нас да не вратат, окей. Нив да ги вратиш ништо нема да направи. Ајде ќе пробам тебе да те вратам сега. Затоа што така тргнавме, колку во твојата фамилија за време на твојот раз, да кажеме, бил присутен спортот, колку имало спортисти, колку имало луѓе што се бават со спорт, некое спортско влијание, да кажеме? Никој. Значи татко ми вежбал нешто кога работел у полиција, нешто одбојка, нешто вежбал аикидо, нешто, ама тоа така. Порано у полиција секој нешто вежбал уствари, морал да вежба, така било направено, разбираш. Како ја знам во Југославија. Се прашувам зошто. Се прашувам зошто секогаш, значи тие многу често се спомнуваат југословенски програми и така натаму. Секогаш ама имало, се мислело. Да. За да бидеш ти кој што требам физички да прави, кој што треба да бидеш физички. Ти замисли са, еве ги земам полицајци. Ти се немаш са полицајц, дебел полицајц. Така, не спасен полицајц. Ти кој ќе го видиш како човек први, ќе речеш, овој ли го плаќа мене како општество за да те обслужи. Е порано си на тоа, да го направи тој да биде стварно представителен, стварно мамса, кој ќе се појави негде, да си ја заврши работата што земам плата. Со самото појавување веќе проблемот е при крај, нема дебата. Ама тој пази на некој начин има каква таква физичка активност. Мора да отиде некоја боречка што, мора да има некако познање. И било окей, така. И се ние сакаме денеска да направиме нешто, ама сакаме да направиме на брзина, сакаме да направиме ради реда, да го импровизираме, не иде. Тогаш не си импровизирал, да се разбере. Ќе се вратиме на тоа, мислам дека мотивот зошто 90% од луѓето влагаат денеска во фитнес и посебно во боречки вештини е сосема поинаков од тоа што у фитнес апла е поинаков. Од тоа што него мислам дека тоа е тема сама за себе, малце ќе одложиме за сега. Би се задоволил уште на твојот развој, значи доаѓа ти се развиваш во време кога нема интернет, кога се што треба и сакаш да научиш, мораш по некоја книга, најдеш или некој ти каже.
мораш на некој начин да се потрудиш да го добиеш. Значи не ти е достапно. И во таква ситуација претпоставувам дека да имаш добар ментор е еден од клучевите за најбрз и правилен развој. Кој беше твојот ментор и дали го имаше? Вака сега, во прва година кога се запишувам во средно полициско, претходно имав жоба да вежбаме борички вештини, па пробувавме карате, па винчук, нешто ваму таму. И една од причините кога се записав средно полициско училиште беше нели вежбаш, правиш, нели имаш борички вештини и тоа беше една од причините да отидам таму. Кога отидовме таму Идризово, почнавме да вежбаме, имавме стварно добро, имавме карате, имавме джудо, имавме праваци на Југославија, наречам во джудо, во борење, во карате, во бокс. И имаше што да се више да се научи, така. Тие ти се другари, секој ден сте заедно, имаме сала, имаме идеални услови имаш. Топ беше. И сега, тоа е еден момент кај што во тоа време беше во полициска академија нормално. Во светот на боричките вештини, устари светот на боричките вештини да ги имаш на едно место. Тоа беше ненормално, тоа беше стварно привилегија. Значи тоа го имаше у воена академија и у полициска академија. Да имаш неколку вештини на едно место. Нема. У Скопје у тоа време имаше джудо клуб, имаше борење клуб, имаше боксерски клуб и тоа. Карате, устари, извини, карате. И тогаш немаше ништо. И сега во тоа време, оддамна, пред години и години, значи пред 35-6 години, Ѓоре имаше отворено прв за Винчунг и Зоки Петковски имаше за... Тогаш беше Джит Кундо, уствари. Беше кунг-фу, така се викаше у тоа време. И сега, ако го трнам Ѓоре, затоа што кај него почнал да вежбам, прекинав од технички причини, далеко ми беше, не знам, продолжив кај Зоки да вежбам, у тоа време, например, како да ти кажам, имаше, например, сите има исти гледишта, затоа отвори клуб, води го клубот, иди такмичи се тоа. Сега, кај Зоки, например, имаше друг, може памтиш ли у тоа време, он сакаше да прави филмови, сакаше да прави списание, направи некој филм, не знам, со Горан Суар се снима, прави нешто, сакаше да отидеме на Европско првенство у фул контакт, значи све тоа се дешаваше. И сега тоа е нешто што ти го гледаш у тоа време и го крадеш на некој начин, али како да кажам, најверојатно у тоа време ние кога правиме некој работи, ги правиме кога те тера нешто, а ти не ги разбираш. И сега, ама некои работи што ти мислиш дека не ти делуваат, тие потвесно делуваат. Пошто ние сме суштества кај што 95% сме подсвесни. Значи све работи подсвесниот систем. 5% имаме свесно. И сега, кога ти го гледаш тоа, секој ден го перцепираш, ти ствара некој механизам што во тоа време не го гледаш. Така? Идеш вежбаш. Сега пази, ја во едно време вежбам и бокс, и Идризово, и джудо, и джуджици имавме самоодбрана, и карате имаше, па идам ваму вежбам Джит Кундо, па Джит Кундо ги обединува сите, па друга теорија има. Не те учи, например, во тао на Джит Кундо, една од најдобрите книги, можам да кажам, да секој може да ја прочита, имаше да се научи. Книга која што буквално со секој наредно читање, ти викаш, не ова, бе. Прошли пат ја вака го сватив ова, друг шимало, бе. Па ја читаш по некој време, викаш, ова сосем било трето, бе, не било. Значи, книга која што не е иста книга си. Сега имаш ти компјутер, ќе куцнеш на тоа 10.000, артифишал ќе куцнеш 10 милиона. Тогаш у тоа време немаше. Тогаш имаш една книга, која што ја читаш, и ја читаш и викаш, поминува 2 месеца. И чај да прочитам пак. Види, мајка, тоа не е истата работа. Значи имаш нешто што е компјутер у тоа време, а далеко од денешните компјутери, која што тебе те учи, тие некој двигател. Значи имаш една книга, имаш еден тренер, имаш едни другари и имаш една околина која што ти влијае на тебе да се развиваш некако, да учиш. Например, ако ја споредам карате како боречка вештина, тука имаш само карате и ништо поише. Имаш бокс, само бокс и ништо поише. Джит Кундо беше интересно, имаш и тоа, имаш ти едни состојки, еве ти го дечко тебе состојкиве, ти се имаш рецепт, направи нешто. Тоа е она што е ММА денес без граплинг делот, најверојатно. Да. Пази, Брюс Ли у тоа време прави систем што у тоа време бил интересен, но вако таков, али да речам пред 2000 година
имаш у Америка мајци ке ше пишува Брус Ли дека е креаторот на ММА. Ама таа мајца не ја носи Ивица и Виктор, таа ја носи Џон Џонс, ја носи, значи, луѓе што виделе дека овој некој си пред 30 години го предвидел ова, го направил. И сега денес имаш еден систем, денес имаш еден концепт, еден спорт, сега најново е спорт, кај што некој го пред 40-50 години го замислил и го направил, разбираш? И се ние у тоа време сме имале късмет и среќа, и Зоки, и ја, и овие другите што ме вежбале, пошто си имал некој лидер, да речем на таа пирамида горе, кој што размислувал многу поразлично од тоа време. Во самите борачки спортови, она што го викаш размислување за еднината, општо процесот на размислување е некако вклучен за време на целото патување. Значи, оние што се изворни, да кажеме, кога човек ќе се посвети на боречки вештини, тој не може да се посвети само на физичката пракса, да кажеме, тука има и голем дел на теорија, и мислам дека сите тие предводници или пионери на боречките вештини го носат и го проповедаат тоа на некој начин, дека не можете учењето да го поделите, дека не можете да седнете само, да земете само од книга и све да научите, или нема да успеете да тренирате цело време и да го научите тоа што би го научиле долго посветите некој време на читање книги. Тие два момента се преплетуваат цело време. Да се вратиме на тебе, почна праксата во клубот, почна поактивно да се занимаваш со боречките вештини. Колку беше компетитивен, да кажем, или колку учествуваше во надпреварувања домашни, странски, или тоа беше повеќе некој внатрешен повик да едноставно да ги запознаеш боречките вештини и да станат дел од тебе и од твојот начин на живење? Па во тоа време и немаше многу турнири, разбираш, во тоа време на пример се поделија, па и за бега на све се поделија две асоциации, една беше кикбокс, друга фул контакт. Па имаше проблеми, па се кара, не знам, наместо да се обединиме ние за да направиме нешто, како у Македонија увек, се караме на две федерации и имаше турнири, ама во тоа време ретко беше тоа, значи еднаш на 2 години, на година, па не знам, било вако, па било такво. Односно нешто се измислуваше да се направи за да биде интересно. И ние, пошто немавме многу турнири надвор, правевме у клуб, ама у клубот, пази, у тоа време клубот имаше 100 и нешто имаше, не знам, 2-3 групи бе. И кога правевме турнир у боксерски клуб горе, кај Калач у Железара, имавме, не знам, ринг, имавме све, комплетно, си правевме спаринзи. И си имаше турнир, таму победил, тоа прво, знам дека имавме дипломи за прво место, за второ место, за зона. Знаеш, зашто те прашувам? Знам дека си учествувал на турнири. Поточно знам за еден турнир кај што си учествувал, мислам дека е, поправим ако грешам, 1991 фул контакт. Да. Турнир. У Битола беше тоа. Во Битола. Прво беше тоа, прво македонско фул контакт првенство. Тоа беше кикбокс, ама не смее да го викаат кикбокс, пошто имаше друга вакво, го викаа фул контакт. И ти се наоѓаш во ситуација во која што не можеш да објасниме за сите што не разбираат од каква магнитуда и колку е сериозно надпреварувањето и дека човек може сериозно биде повреден таму. Значи тоа е борба со минимална заштита. Да, немаше заштита, само ракавици имаш. Само ракавици. Ти влегуваш да се бориш во ситуација... Ја немам никакво искуство. Тоа беше прва борба. Не, имаше квалификации, се борев со двајца браќа, прама едниот па другиот. Мислам, Атанас и како се каже за другиот. Со нив се борев една и друга, победив у четвртфинале, победив у полуфинале и у финале. Ама ја претходно немав никакво искуство. Тоа беше прво. Ја имам информација дека тебе рацете ти биле повредени. Да, сега да ти кажам дека ти си ги победил уствари без раце. Видиш што беше фората сега. На тренинг бевме и вежбавме. Сега ние у тоа време немавме боксерски ракавици како сега. Лаплас, не знам дали памтиш Тенди, човек го мислам и денески е некоја фирма за изработување. Вежбаше едно девојче, таткото незин, вика јас ќе ви направам ракавици. И ни направи ракавици. Тие ракавици со денешни ракавици врска немаат. Значи, тие ракавици тогаш беа направени од тенда некаква со некој сунгер унатре. И така ќе мамнеш појако. Тоа доаѓа до тебе, го се кеше сите пари. И ние кога се спремавме за турнирот, нели, страшни припреми се ова сона,
И знам, памтам на еден спаринг у глава го удари неколку пати еден и ја искаши врака. Еден денеска се гледа да геам коска. Тогаш имаме тренинг вторник, четврток и сабота, така некако беше. И му викам на Зоке, викам, не може да мрдам рака. Не можам да мрдам, човек. А вика, доаѓа на тренинг, јас замоткам на раката, правиме нешто. Не може да пипнам со не знам шанс да пипнам. Ја викам, вака не може да идам. Ја вика, добро, не може. Тоа правиме, тоа е тоа. Абе, се спремаме. Идам ја во Идризово, седиме, правиме муабет, а ми си идем и се такмише, разбираш, знаеш, се спремаш, две недели пред ова не можеш да идеш. Не, 2 недели, месец дена беше. И он вика ми, слушај, абе, да идеме бе со една рака, вика. Да, па со нозе да те научам малку поише, таа да камуфлираш нешто да правиш. Абе, шо знам без оке, викам, прва борба, разбираш, да не утнеме работа. Се не иде баш убито да правим. Ти у тоа време, например, ривалството меѓу Чкембар и Комити беше, знаеш како? Че не се сака ич. И са ја од Скопје идеме ке Чкембаривите е бел публика. И не знам со кого ќе се борам во финале. Со Битолчани, сигурно. Не, од Охрид се повеќе, ама исто тие погледат како да. Против мене се. Да, не се против тебе, да. И се спремавме така со нозе, не знам, хајкикови, не знам, троудари, двоудари, вакви, скокачки, чуда, врагови, што не правевме тврде. И отидовме на турнир. И првите 2 борби ги победив. Третата борба кога влегов во финале, дечкото беше од Охрид, теквондо вежбаше, ама бил првак во Аустрија у боксована и беше многу добар. Него го прогласи, ја мислам дека за најдобар техничар на турнирот, така. Не знам како беше името. И влеговме унатре, и са јас оваа рака, малам, нема шанси да направиш нешто. Изјодуваш. Памтам дека со десна нога, со втора нога со кик, влегов доле као прашано, па гудрив горе, и тогаш сум го занел, вика, мене ми се стемни у глава, после правиме муавет. Ма ја неискусен, ја не знам дека му се стемнил, он искусен, се движи лево десно, викам, пубе. Сикаш јас ништо не. Јас го не го бутнав, не знам што да го бутнам друго. И завршили добро искуство беше, разбираш. Завршено тоа вилица, боли, не знам, глава, па идеш после тоа идев на максилофасцијално да видам вилица, крцка, не крцка. И пак е опасен спорт, не е. Примерно тоа време беше многу подоле беа сите работи во однос на тренинг, во однос на знаење, на перцепција на работите. И кога идеш да се бориш, тоа беше крвава борба, разбираш, удираш. Ете, тоа е интересно искуство е што, еве, ние, ако ги, многу ми е интересно, например, да ги пресликаш работите од боречките вештини у реалниот живот. Еве ти пример. Зашто не го направи тоа? Абе, не може, брат, така и така беше. Еве, зашто не беше на турнир? Јас скршив раката. Ама добро, ти сега си бил со скршена рака, сум бил. Па си бил, да, сум бил. И, па вака, па добро, искуство како е страшно. Зашто? Едниот победува, едниот учи. Крај на муабетот. Така и у животот. Не може, ама остај го, ќе најдам нека причина. Денеска гледаме многу UFC, нели, најголемата организација, кај што судијата или некои луѓето задолжени за здравието, нели, за способноста на борците пред да влезат да се борат, борцот успел да скрие дека има прст скршено. Најчесто е мал прст, не знам, голем прст, не е рака, ме разбираш. И кога после борбата ќе се дознае дека тој се надпреварувал со скршен прст, тука веќе на ниво на светец, мислам дека се делат заслуги и за пожртвуваност, така и за посветеност и така натаму. Да влезе со скршена рака, тоа е... Многу и победуваат, знаеш. Може да влезе со скршен прст, може да влезе со нека друга повреда, овој да не ја примети да заврши борбата. Кажи ми уште малце за опремата во тоа време, затоа што денеска... Немаше опрема. Денеска ти си собственик на The Strongest Performance центарот, да. Кај што има најсовремена теретана, има продавница за суплементи, има тренери, луѓе што се занимаваат и што имаат разбирање од повеќе боречки спортови и од фитнес. Значи, ги нудиш сите услови за некој да се развие во тоа што сака да се развие. Колку од тоа го имаше ти, да кажеме, во период дори се развиваш? Ние во тоа време вежбавме у салата горе у Железара и тоа беше супер сала, пази. Тоа беше една од најдобрите сали. Каде што многу често струја немаше, па на секи сме вежбале. Многу често прозор скршил, некој не бил сменет, па дува промаја. Вреќите унатре што се, например, тие се пред 100 години, не се вреќи, цемент се направиле. Одгоре паднале, не се како денешните вреќи. Пример, имам вену вреќи, 3 години ги мам исти се. Тие порано како е мааш вреќата, таа паѓа доле камене. Тие беа такви вреќи. Кај што немаше еден тоалет, имаше, не знам, 50 сантима на 50 сантима.
Значи, немало ништо. Опремата ти ја кажав каква е. Каци ги немавме, исто правевме од тенда такви некои. Ни правеше човеков, за да може да работиме. Штитници на нос. Значи, све било тоа импровизација. Ја и шопот кога го отворив, идејата ми беше да отвориме нешто, пошто у Македонија не... Пази, овој донел опрема, овој донел опрема. Ни тој разбира, ни тој разбира. Ни донел некаква опрема се прода. И немавме специализирана продавница за опрема за боречки спортови. Сега ја отворив и кога носам, знам што носам. Тоа ми треба, тоа ми треба. Саливе кога ги правам, кога ги зимам машините, знам што зимам. Не зимам само да биде фенси, зашто било поскапо. Зимам справа што има ефект. Таа справа може да работи тој и тој и тој со таква и таква намена, медицинска да кажам, ме разбираш. Затоа кажам, меѓу паталец и гаталец има разлика. Ама у тоа време и ова време не можеме кога ова е да речам 1, ова е 100, толку е разлика. Буквално. Ајде са, та истава споредба ќе ја земеме, дали во тоа време излегуваа подобри борци од кога што излегуваат денеска? Не, и денески има борците. И денески имаме, абе пази, ние овдека како... Кога би можела да извадиш топ 3 од тоа време и топ 3 денеска, тие луѓе се спротивстават? Не можеш да кажеш. Знаеш што не можеш да кажеш? Например, ти да го земеш сад некој што е, пример, Мухамед Али од тоа време и денешни боксери. Отидено на Марс отидено. Ние сме луѓе, знаеш, страшни во однос на развој на некоја работа, на геш. Секој, например, за дигитални освет, да не зборам, ја дека збориме, ја и ти тоа нешто се направило. Во други работи луѓе ги менјаваат. Боричките вештини, зашто секогаш викав, вежбал тој карате као пред 50-100 години, не функционира тоа. Денеска мора да направиш адаптација. Така да мислам, денешниве борци би биле многу подобри од тие, не ради начинот на вежбање и направење. Едноставно денеска е самите техники и самите перформанси се на повисоко ниво. Само заради тоа. Иначе у тоа време исто имало дечки што, пази, овие са, еве са кирика ме ќе земам. Она вежба са бајле еден тренинг, на вечер 2 тренинга, така? 6 дена така, она 20 тренинга има у еден месец. У еден месец има 20 тренинг. Не, у една недела, сори. Да. У една недела. Значи, он има 100 тренинга месечно. Јас 100 тренинга сум имал цела година. 3 пати неделно. Дане Крапчев, например, вторник, четврток, сабота. Железара отидовме, вторник, четврток, сабота, толку. Саат време, саат и не знам, саат и 30. Да не збориме за квалитетот и знаењето на самите тренинзи кои што биле достапни во тоа време. Абе, тоа е тоа. Пример, Зуки кога не водеше на нас, он имал 10 книги и од тие книги и нас како не гледал и ние како сме вежбале, он донесол заклучици и правил нешто. Сега денес кога ги носам на турнири, се враќаме назад, тоа не чини. Гледам телевизија, гледам YouTube. Седнуваме тука со тренери што ми се, па правиме математики, па што да направиме, па чекај, па не сум сам веќе. Сега сум го научил пецески толку многу да нешто знае повише од мене. Па седнуваме, чеве да направиме, он ќе каже. И сега тоа е многу подруго од порано. Порано нема, порано прва програма и втора програма беше. Нема 10.000 канали, нема интернет, нема делење на знаењето. Па јас знам све. Ние сме молеле да отидеме некој тренер да те прими да вежбаш. Не прима, но затворена група е готово. Се ше. Одеме понатаму, од сите спортови боречки го достигнуваш, да кажеме, или најголем дел од своето време посветуваш на BJJ. Како се одлучи и зошто баш BJJ? Како ти го фати вниманието? Па не баш BJJ, вака тука се слагам 50%. Ја джитко да го вежбам цел живот. И се доаѓаме на момент на трапинг, на блиска борба, на почнав да вежбам со некои луѓе BJJ, викам, ту терсене ние сакао вежбаме боречка вештина, стрит фајт ово, ако ми рекне дали може да станаме. Ја ако станам ќе ти кажам, мај стани, ме разбираш. И у тоа време викам, дај вака, ајде си почнаме од нула. И дигна вручена таа работа, че ја фатаме нула. И BJJ почнав буквално од нула. Го наоѓам Роберт Наумовски во Австралија, прв македонец, значи прв официјален црн појас во светот македонец. Супер, ми се погоди, контакт дое човеков, месец дена, 2 месеца седеше, разменивме вако и ми ка слушај, а ние порано вежбаме, сме стајле црни појаси. Пошто сте бил у джудо црно, карате, не знам, ова се стај. Не, трни ти тоа, ова не функционира така и си стаиш бел појас. Добро, е бел појас. Ама мајстор сум 20 години. Нема везе. И он кога се отиде, 2 ленти мислам да ќе имав. 2 години бел појас бев. Наредна година требаше да му се роди ќерка, немаше да дое, и јас 2 години бел појас бев. Тоа е тоа. Сум почнал од нула, за да видам како е. На 44-5 години се натерав, дидам да се надпреварувам. У Рим. Каде? У Рим. И се јас се натерав, не доам достојам ја медаља, па не знам да ме слава тука, па. Отидов да видам
да чепнам како е, да видам, ги спремам уеве, да знам како е унатре. Друго е у Македонија, друго е надвор. Мислиш дека е битно, Битно. да тоа што Много го предаваш и тоа што го као знаење излегува од тебе да си го практикувал, да имаш пракса? Битно е, гледа, јас бев на семинар кај Денино Санту у Рим, цел живот учам джиткундо, нели ова, она ме интересира све. Идам го гледам човекот што геште енергетски. Вака, примаш, викаш мајко, се враќаш дома. Многу интересно, идеш у сала, предаваш, кажуваш, ама ти не знаеш како да си на некоја друга, знаеш како, знаеш ова се вака иде, не го кажуваш исто. Ти го кажуваш исто, ама енергијата е друга. Тој што треба да те прими, ќе те прими. И тренизија рипна, луѓе нови, уште една група отвориме. Што е? Само таа енергетско онакво. Ти како тренер, ако немаш барем неколку борби да видиш како е, не можеш да го учиш тој како е. Не викам ја, да имаш некаква борба, влези у џудо. Ти влези у џудо, ќе вежбаш ММА, зашто си ја видел таа галама како е, таа трема како е. За да знаеш он, утре кога ќе се згрчи, кога ќе се здрви, како е, и зашто е, и бива и не бива. Ако си запознаен, колку длабоко влезе, да кажеме, во теоретскиот дел на BJJ, пошто гледам дека денеска луѓето стварно го изучуваат тоа како наука. Значи, Да, и наука е. секое движење, секое размислување, потези, предвидување на ситуации и така натаму. Колку си запознаен, да кажеме, со развојот на BJJ, од каде доаѓа, зашто е... Денеска е тоа као некоја мода, ако го пратиш светов, да речем, джетсетов, примерно Америка, сите вежбаат са BJJ. Сите вежбаат, интересно е. Значи, војска, полиција, не зборам тоа. Значи, гледам за некои познати личности кои што влегуваат, дури на крајеве са пред една недела две, овој што е газдава на Facebook, му дојде на Волкановски у ќош таму да се појави да го видат. Тој има милиарди, милиони за колку има. Цукерберг, ама сака да влезе унатре, да го видат овој дел. Гледа некоја вредност што со пари неверојатно не може да си жив и здрав, значи. Имаш, бевме у Абу Даби со Дани на светско, доаѓаат сите шеици. Еден да го земеш, не знам колку пари има. Тие 10 заедно таму се бартучите некои, пола планета има, толку пари имаат. И на тие не име, тој се може да купи, ама не може да го купи. Он сака да влезе унатре. Тие луѓе влегуваат на тие пари да влезе да се бори или да биде дел од нешто за да биде тој свет. Зашто? Тоа не може да купи. Тоа е убавината у спортот, например. Тоа е најверојатно денеска BJJ-то доаѓа најблиску до некоја природна експресија на она што значи да бидеш човек во непредвидлива ситуација. Мислам, као Пази, многу вредна вештина, многу конкретен систем. Еве са, да не ги омаловажувам другите вештини. Ај нападни ме вака, ќе ти направам вака, ај нападни ме вака, ај фати ме за рака, вака ќе ти направам вака. Океј. Што преме кој ќе, тоа не се знае. И сега дека некој преме спари не му удари, ама све другото е. И зашто денеска BJJ наоѓа широко, огромна примена у ММА. Наоѓа. ММА, да речеме, склопна на вакви денеска е најблиску до она што така Брус направи на времето. Факт е. И ова наоѓа, Дани јас со ниедна борба ММА однесов на европско првенство второ место. Прво ќе беше, ама ете неискуството, болна беше да не дава претходно, не ја заврши првата рунда кој што треба, ќе беше европски првак. Благодарение на BJJ. Значи, е страшно добар спорт. Добар спорт. Значи, кажувам за деца од 5 години па нагоре, буквално. Конкретен е, нема дај на овон. Еве јас сум сега у години. Така, абе се држиш, абе ја се држам, ама 49 имам. И се борам вчера со едно момче имам 23 години. Пука од мускули. 95 кила, што да ти кажам, камен. И кондиција појшавам, и се бориме. Го буткам го. И значи многу конкретна, нема ја можев да ти направам, не умре тоа. Ти, например, денеска во Скопје, многу од тренерите, многу, 90% тренери да го не поише, никад не брат спаринг само ги вежбаат. Никад не брат. Да влезе да прави спаринг. Затоа што ќе дојде на виделина усвари колку е тој спремен во моментот. Влези, чувај се, прај се. Држи го, ти си пример, пази. Немам кондиција. Напред имаш. Тешко ми е, немам. Напред имаш. Јако можам да правам, можеш ти да направиш. Затоа што она што го демонстрираш и што го пренесуваш као знаење е дека твојата школа и твоето менторство важи до одредена
годишна возраст, да кажеме. Над тоа, веќе тебе нема да се случуваат лоши работи, тебе веќе нема да ти требаат вештини, затоа што најверојатно колку и да си спремен во некоја боречка вештина, ако немаш одредено ниво на физичка подкрепа за тоа да го изведеш, па ја во вода, едноставно. Пази, се на тој систем, сите тие техники, тајминзи, сите тие демагогии и теории, како треба, ти мораш тоа да го примениш. Мораш да го примениш. Мораш да му кажеш на тој дека ова е вака, да му ја демонстрираш техниката и во борба да му ја покажеш. Биче идеално. Нема да го повредиш, нема да го удриш, нема да го... Ме разбираш? У бокс и кикбокс е друго, мора да го лупнеш. Има некој што е посмотан, ќе се залета поише, сам ќе сутепа, ме разбираш? Овдека е малку подруго. И е поблага, ама е многу конкретна. Но малце е чудно, затоа што кој ќе видам на светската сцена, да кажеме, шампионите и пионерите во BJJ, ќе изјавам како контраст Гордон Рајан од една страна и Мајки Мушумечи, мислам дека беше од друга страна. Или Мијал Брадер се ми го нега, виси. Или нив, например. Ако народови се со ночери и мислиш дека на компјутер работа цело време. Си викаш нереално е дека овој човек уопште се бави со спорт. Од друга страна ќе видиш Гордон Рајан е звер. Значи знаеш дека си викаш не дај Боже овој човек еден филм да има изгледано за боречки вештини, не па да знае некоја вештина. Тој не мора да гледа филм, тој е филмот, да знаеш. Ќе го видиш филмот многу брзо. Така да најверојатно тоа е убавината на BJJ што дава, зашто другите спортови што викаш ти сепак имаат, се уште имаат некој калап. Значи, се уште мораш да изгледаш или со време на практикување на тој спорт ќе те направи да изгледаш на одреден начин. Сакаш или не кеш. Не може да изгледаш како нерд, да кажем, ако сакаш да си кикбоксер. Мислам дека тоа е после некој време најверојатно мораш да развиваш долен дел, горен дел, значи тука има, да, ама малку е по овдека стварно го ќе ги видиш некој светски шампион да речеш овој. А тој е потепал цел свет. Ама тука доаѓа до израз боречката вештина, така. Што е тој? Аго, тајминг, издржливост, предвидување, 300 работи има. Мускулна меморија. Тој врзи мочите да се бори и тој знае што прави. Така, ние прво гледавме филмови со боречки вештини, ќе му врзе овој и со се бори. Океј, овдека кај што е контактно, буквално го сеќа. Буквално врзи мочи ќе направи нешто. И е интересна и е добра и е да кажам многу применлива и за деца, и за женски, и за машки, и за големи, и за возраст, за сите. Ние идеме по турнири, кај ги носам малеви, поготово парче прават. Зашто? Имаме школа, добра си работа децата и тие се супер. Имам дечиња што ми вежбаат години. Пример, Керка ми 12 години кај мене. Тоа ми е, не знам, 10 години, не знам. Дечиња што израснале кај нас. Што стварно, Боја Христоски ми е тренер во редом 23 години кај мене. Ме разбираш? И се денеска сме дошли на едно дереđe, да кажам, кој што кажат имаме супер центар, со теретара, со сауни, со продавница, со боречки, со све комплетно, со систем направен цел. Значи, да напредуваш. Она што го ја го издризал пред години, сега го имаме ни у сала. Имаш да вежбаш кикбокс, имаш тајбокс, имаш ММА, имаш BJJ, имаш заедно, 2 вештини, 3, сакам да се надпреварувам, сакам кариера да град. Све има сега. Све има на едно место. Од денеска си ментор. Дани сега за сега ќе изземеме од случај, затоа што мислам дека заслужува посебно внимание. Сите останати, голем број на деца имали искуство, да кажеме, да бидат под твое водство. Како се снајде во таа ситуација од самото почнување, да кажеме, до ден денеска? Колку е пренесувањето на боречките вештини денеска предизвик? Па предизвик е, знаеш зашто е предизвик? Идеш у сала, имаш 30 души на тренинг. И имаш некој што е интелигентен и некој што е буквално неинтелигентен за таа работа, не воопшто за животот. За боречки вештини. Тој може е научник некој, не знам, добил Нобелова награда за боречки, е труба, не добива за ништо. И сега ти треба да направиш една системна програма кај што сите ќе учат, на сите ќе биде интересно и сите ќе имат бенефит. И многу е тешко. Кој имаш ти 5 души, кои што се ги спремаш за турнири, сите знаат, многу е лесно. Многу е лесно, пази имаш, а сега ти пак имаш од прво до 8 деление заедно и ти треба сега да ги учиш нив нешто, ти текнува. И сега што да ги учиш? И сега да им кажеш, еве, деца, ова денеска е, не знам, тоа и тоа, ама ова до 8 деление ќе што му е на мој бесе. Така и у клуб ќе влезеш. Треба да кажеш некоја техника, кај што ќе ги
доловиш некои моменти. Ние пошто имаме само го поголем број на членови, ги поделив во две групи, многу е полесно. Многу е полесно. Имаше една група која што колку толку наликува една на себе и уште една почетничка пак наликува на себе. И програмата е лесно. Иначе е страшен предизвик. Еве мојве не ве разбираат што ми се понапредни и кој ќе ги ставам тренери да бидат. Не тоа е тренер. Колку е глупо, не. 6 пати му викам он како. И сега му викам ти текнува ли ти кога дојде прв пат викам. Како беше? Абе добро, ама не беше исто. Како не беше исто, бетер беше од него. Ја ти викам десна ти лево. Он лева ти десна. И сега оди тој викам како тебе што бил тоа, да го научиш да видиш ја тебе како сум тучал. Ќе се врати еднаш, 2 пати, 3 пати, 5 пати, ама приметив со текот на времето дека секогаш тој што му давам да пренесе и што вежба многу побрзо напредува. Пошто се мачи и ментално, разбираш, мора да научи техниката, мора да ја пренесе. И развива уште една перспектива, освен неговата сама да. И се развива вака. Тоа е една од причините што мене на времето сум бил ја уидризован, па разбирав највише самоодбрана, па ќе дом на тренинг, па Зоки ќе ме пушти да ги спремам овие за полагање техники на самоодбрана лево-десно, и ја од тогаш на мала врата сум влегол како тренер, па сум бил тренер и така сум се развивал. Благодарение на ова, за да можеш да го предадеш знаењето, мора да имаш лабораториски глувци, разбираш, за да ти да пробуваш, не иде. И сега, како идеш со искуство, например, денеска, совсем е различно. Ја, например, да ме пашаш на 25 години, најбоље бев. Супер ми е програмата. Сега кога ќе се видам, катастрофа. Да. Може и тоа време било ке, ама од оваа перспектива не. По некој време доаѓаат студенти, да кажеме, кои што постигнуваат одредено ниво. И веќе доаѓа ситуација во која што неговите боречки способности не се во прашање, на врвно ниво се, можеби и супер надпреварувач, но колку често, да кажеме, таа некоја морална скала на вредности не е доволно изградена кај нив, и самите боречки вештини се употребени на несоодветен начин, да кажеме, или им прават повеќе штета во животот отколку уште им носат бенефит. Односно, не можат да се исконтролираат во ситуации кои што се предизвики за нив. Сме имале деца кои што дошле да вежбат, деца, членови, каде што биле проблематични на улица, страшно проблематични, кај што ги смириле. Што ти кажува ја порано, сум се смирил, сум видел сега, пази, со боречките вештини ти вежбаш са вештина, не викам не. Ама вежбаш, самодоверба, многу битна работа. Имаш самодоверба, ти огромна работа во животот имаш. Знаеш кај си што си. Ти го имаш самодоверба, ти не мора се степаш со него сега на улица. Имаш самодоверба, идеш на работа. Интервју имаш за работа, имаш самодоверба. И тој што ќе те прими, кај го пукаш ти од нешто, не претерано исто така. Се што е претерано и тоа не чини, разбираш, треба да биде некоја како личност изградена. Така да со вештиниве се вежбаат некои такви работи. Кои што денеска пак ќе ти кажам, сакам да ги пренесам овако. Се битни. Ти ако си на тренинг упорен, па константен, па имаш самодисциплина, па имаш она self-respect, ти го имаш тој на работа. Не, тоа под дефолт го немаш, ама тоа е нешто што најверојатно го градиш за време. Градиш, ама тоа што го градиш у сала, имаш страшен бенефит у животот. Зошто не ми е прашањето само за твојот клуб, верувам дека и не би дозволил ти нешто такво да се случи. Но факт е дека сум бил сведок на луѓе кои што кај нас зборам се бавеле со боречки вештини само заради тоа да докажат дека во одредени ситуации се појаки од некој, дека можат да омаловажат некој, дека едноставно можат да елиминираат некој. Тоа како култура мислам дека го имаме кај нас. Го има, не дека го нема. Го имало порано поише може, пошто се знаеле кои сме како сме. И се користи како знаеш како него подмукло, као слушајме сега што ќе ти кажам, као вербална некоја закана, као подкрепа на вербалната закана, е така да кажам. Значи слушајме сега што ќе ти кажам или што ќе се договориме, затоа што во спротивно знаеш за што све сум способен да кажам и докај може да оди работа. И се користи на начин на кој што спортот не е создаден
да функционира на Пази, таков начин. никој не е идеален, ни тренерите, ни клубовите, ни општеството, ни универзумот, нема идеалност. Заради статистика све имаше добро и лошо. Факт е тоа. Сега ние се трудиме како тренери и се трудиме како асоциации, не знам како што, да направиме нешто најдобро од ти татко му и мајка му не направиле од него што треба. Ти треба сега да го земеш како полупроизвод расипан, да го направиш. Тешко иде. Некој ќе ми дојде ке мене полупроизвод дотеран и направен од дома, е супер да го правиш. Кој ќе ти дојде расипан од дома, е проблем. Ја многу пати и не им се љутам на нив, им се љутам на родителите. Значи имаш, поготово денес имаш изфрустрирани од проблемите дома, тие луѓе се караат со сите им смета, сите се вакви, сите се онаки, дете го гледа секој ден. Све им смета, све ова, све она, дете го гледа секој ден. И ти колку и да го учиш, ти не можеш да го направиш него да биде идеален. Тој ќе биде може супер одреден дел. Ама сепак тоа у него ќе пука на моменти. А добро, и самите родители така го гледаш тоа како спирала, нив немало кој да ги учи, они немаат никакви навики, Или што немало, автоматски или па им се деси животот, па биднало тоа, па направиле тоа, па, ама геј се, па ќе ти кажам, затоа животот е добро ти да се вадеш од сите работи. Многу е добро да ги гледаш реално работи. Ние луѓето не ги гледаме реално работи. Се разбере? Ние, ако ме прашаш сега усова, кој е на памети, ти кажеш ја. Ако сме 5 души со ако ти кажам, добро, Виктор, треба да ставиме директор овдека, ако си ти директор, кој да ти го ставам заменик, што стварно ќе ти помага? Кој ќе го одбереш? Најдобриот. Е, тогаш си ти реален. Ама ја треба да ти поставам 3 прашања. Под прашања, ти да не ме разбереш што те прашам, да ми кажеш вистината. Така е. Денеско животот е така. Прашај го, реално не ти кажам. После ќе го извлечеш ти тоа. Ама нема да биде реално. Во општеството кај нас, не кај нас секдека. Денес имаме страшен наплив на информации со интернетот. Претеран. Ако во наше време немаше информација, сега имаш информација. Што е проблемот? Не знаеш дали е точно или не е точно. имаш премногу информации. И ти треба да градиш своје мислење. И сега денес имаме, дошло време на корона, имаш многу доктори, така, дошло време на војна во Украина, имаш многу војни стратези, они кажуваат како треба. Имало борба, се борел Волкановски, изгубил, па имаше ММА критичари кај што они кажуваат како треба, што треба. Па влезе во една хладилница, пола се унатре, пиеле, не знам, по едно пиво, по две пиво, они кажуваат на Меси како треба да игра, што треба. Тоа е денеска реалноста, ме разбереш? За жал. Значи, денеска ни е тоа, па ќе кажам, сами сме криви, пошто го креираме општеството така, тоа е тоа. Ние го оставаме се на децава, вакво како што е. Па сме ние криви на некој начин. Па, не знам дали се работи за криви, ама едноставно е нешто што е наследено, да кажем, и што многу тешко се менува, или се искоренува. Оно што можеш, да кажеме, најдобро да направиш е перформанс институт за борешки вештини, најверојатно и да света да го смениш, или барем да направиш импакт колку што е можно поголем врз поголема бројка на луѓе, па после тоа тие луѓе да го пренесуваат. Ама све зависи, ако тоа растение како растение коренот му е уништен, тешко е да го можеш да го правиш. Имаме ние деца што не само клубов, воопшто, работници ваму таму. Значи, ако е коренот уништен од дома, од не знам од каде, тешко можеш да го направиш. Може да се трудиш, може да му даш, да го градиш, да го правиш. Може би ќе направиш нешто, ама голема веројатност дека да направиш ништо. Значи, изгубени души, како да кажам. Ја осекам добра енергија дека излегува тој институт. Почнав. Ја да го посетувам, иако долго време не бев. Многу фан на, да кажеме, индор некои си тренинзи, повеќе ми беше надвор, трчање, качување и така натаму. Почнав да гледам некоја убавина во целиот тој систем, да кажеме, и посебно во сауната ми се допаѓа. Сауната ми е врв, мислам дека најмногу и тоа дојав, па после све друго. Кизеш по нешто спат, али само да отидам да се испотам и тој некој процес топлотен да го проведам, да кажеме, иако не сум свесен точно за бенефитите од сауната, осекам дека ми прави голема разлика. Има нешто што те врзува, разбираш, у сето и у бизнисот е така, и у вештините, да го животот е така. Кога ќе се закачиш на некоја работа што те влече, после таа ти прави оној ти е иницијална капица за да отидеш да направиш нешто. Например, ти ќе отидеш, да речеме, заради сауната, ама идеш од теретана претходно саат време вежбаш. Сауната ти прави бенефит, да не ме разбереш погрешно. Ама овој претходниот саат време имаш 3 пати боле бенефит.
Ама ова е тоа што те влече и тоа е супер. У боречките вештини исто, у работата исто. Правам кариера. У вештини сакам да станам европски светски шампион. И ти копаш. Кога ќе доеш таму, кога се качиш горе на планината, се свртиш лево десно, тоа е тоа. Патот нагоре, тука е кефот. Зашо сега ќе бидам неблагодарен? Зашо нема cold plunge када до сауната, да кажем, овие што се, нели, кадиве со мраз што ги промовираат моментално као некоја терапија. Има, значи, ја лично се бањам 5-6 година веќе секој ден со ладна вода. Иначе претходно бев зимолив до даска. Значи почнав сменив буквално од друга. Вакво има страшен бенефит. Некоја работа што планирам да ставам понатака ќе биде криокапсула, ама не со вода, не со пошто се што е вода, лед, па допир има денеска ради овие хигиени и болести, чуда врагови, мора пази човек, што е криокапсула, кај што е со пареа, да кажем, некој начин ладна, кај што идеш у минус, да, тоа би го ставил до сала. Сега моментално технички салата е пренатрупана, немам никаде да го ставам тоа као капсула, али планирам да го ставам. Тоа ќе биде една од работи што ќе ги сменам. Затоа што колку има сауната бенефит, толку има и криокапсулата бенефит. Ладното туширање, да кажам, ладната вода. Ти си, не знам како го слушнав тоа, сега ќе ми кажеш дали точно во последно време или можеби од поодамна го практикуваш Вим Хоф методот. Да. Бев на семинар у Србија, дојде еден човек, не знам како се каже, странство, беа представниците од Србија, интересен топ семинар, значи за дишење, за едно, за друго, за трето. Пробавме некои работи што ми беа прв пат. Јас сум вежбал дишење, сум правил други енергетски вежби, не знам, сум вежбал порано застрани проекции, чуда, врагови, све ме интересирало тоа, уште од детот, 7 до 8 деление. Од тоа што го почнал тоа патување, да кажам. Вамо отидовме, кога влегов унатре, знаеш, друга енергија некако. И се ти кажува нешто, правиш, вежбаш и викам, мајгата, ова дали ќе го направам. Имав еден проблем, да речам, од една работа што не ја знае никој, да кажам, ќе кажам. Дете, не знам, прва, втора година у средно, не, 8 деление, извини, идеме надвор да играме баскет, дува едно ветре, у ново лисиче, пази 20 степени надвор, а смрзнав. Така сум се најжив, се пикнав кај една кола доле и викам на една од другарки, иди дори кај мене, земи ми тренерки. Шутија, не знам се смрзнав. Имав некоја несоница 2 години. Не можеш да спиеш. Су спиел на вечер, ама се мачиш да спиеш. Проблем, не можеш да... Проблем, и тоа идеше време и време. После некој време, кога помина тоа да кажам, кога ќе излезав надвор на ладно, и овој да кој ќе ми се олади, речем на некој начин, се тресеш, не можеш да смириш. И игра вилицата. И тоа го имав како момент. Што ти кажа, ќе отидеш на базен нектека, у полиција работев на ладно, не знам. Мислам дека го имам истото. Поише е ментален проблем, него што е физички проблем. Мислам дека го имам истото така да кажи ми како да го решам, да. Отидов таму и он ми вика тоа ја вака ќе направиш таму и нареди една као не знам кој некој казан, стаја лету натре вика, ај сега да прво вика да стоите вика тука натре. Тоа викам не е проблем. Влегов ладно, ама нема проблем тука, разбираш. Тераме правим. Ај сега вика ќе те легнем у корито, ќе те покрием од озгора. Ајде. Легнав во тој момент, ме покри, има некој клипче на интернет, не ми беше ладно. Станав и гледам, осеќам као пецкање нешто вам таму. И да ме вика, не, се секира, ќе помине он, и се доаѓам дома да почнам да вежбам. Ставам топла вода, супер, така, ставаш ладна вода и не можеш да направиш. И се има претходно дишење, па после дишењето се прави тоа. Па дишење, па тоа се прави. И почнав некој полека, ама не почнав со млака вода, па не знам, не. Не може транзиција. Тоа дека со цигари, ќе престана, викам, денеска по 3, па утре по 1, па никаде не ги оставиш. И од со ладна вода. И странно знае нека да ми се врати на годишно ниво еднаш. Ти едноставно ти студи. Да, еднаш. Да се тресам со истите симптоми, со истиот филинг, со се. Ама не е 16 пати, не е 30 пати. И се поредко и поредко. Али за тело, за здравие, ладното душирање препорачлива работа. Дали самата метода, сега ја не ја знам точно, од она маца што сум чепнал да кажеме, метода се базира на дишењето. Значи го оптимизираш васкуларниот систем. Да. Секој сабајле, дишењето е следно. Например, секој сабајле седнува му една позиција и дишиш 30 пати, длабоко, стомак гради, вдишуваш на крај,
држиш. 3 пати по 30, така Да. беше. Например, нека издишуваш и држиш. И првиот циклус држиш минута и пол. Не дишиш. После минута и пол пушташ, пак дишиш. Пуниш градива. Наредно 2. Па исто. Па наредно 2,5. И сега пред 3-4 месеци почнав со 3 минути. Тоа е малце многу. Малце многу, да. И сега што е многу интересно, ќе ти кажам еден феномен, многу интересен феномен. Например, пред месец и пол два имав некои 2 недели ментална криза. Не криза дека ти сега мене ми е тешко животот овој. Тука едноставно викав, што е работа, не можам да издржам 2,5 минути. И третата минута не можеш да издржам. Прекинував. После тоа, и тој момент го надвадуваш ментално, да кажем, енергетски. Немаш га, еве денес како вежбав 3 минути, мисля дека и 3 можам да издржам. Денеска баш сам бајлео. Така да тоа се ние имаме физички моменти кои што, али тие ментални моменти се оние двигатели кои што ги завртуваат физичките моменти. И тоа е у вештина, и у живот, и у све, и у пракса. Значи, ако сакаш да направиш нешто, еве ти екстремен, дишиш ладно. Ја ми е криво, 3 години се спремам, никако да ги викнам момциве да направиме семинар у Скопје, зашто мислам дека ќе има страшна заинтересираност. Страшно. Би дошол ли и Вим самиот, мислиш? Не, он не верувам, пошто он е пре окупиран со луѓе, али има негови добри инструктори, кои што комотно може да доат и буквално ти го пренесат тоа што не би. Имаше едни дечки од Чешка, ако не се лажам, не знам дали Па и овој беше од Чешка. дали го имаш гледано видеото, како го покануваат во нека колиба во планина таму. Ајде сега, нели дојде да ни ја покажеш методата и 2-3 дена да поминеме да се подружиме, би не било задоволство, нели ако човекот прифаќа, Вим Хоф ствари прифаќа и оди таму. Имаат езеро, снег до овде, значи ладно камен. Прво нешто што прават, влагаат сите у вода, значи нема муабети, пракса, како се вика теоретски дел тука, значи ајде, ќе дишете, нели, дишењево им го објаснува, вадете маиците, соблакајте се и влагаме у вода. Влагаат по минута, искачат, изгорени од ладно, значи изгорени црвени жар целите. Тоа го прават 2-3 пати, мислам дека последниот третата серија веќе не можат ни да излезат од вода затоа што се веќе замрзнати. Значи тоа не им функционира делот. Идат у сауна, после тоа идат у сауна, после тоа седат таму, се стабилизираат, некоја циркулација им се враќа, завршуваат за денот, да кажеме. Наредниот ден ги тера, тоа е некоја планина што се наоѓа на граница на Чешка и Полска. Боси додат претпоставам, пошто тоа го има ностопа. Боси не беа скоро голи, само со шорцеви, зимно време у тоа снегот, има доле чевли и скачуваат по снегот горе. Значи ги фаќа невреме, од сите страни, снег почиња, они се качуваат, затоа што нели Вим тоа му е исто дел од него. Он беше еден од тие што се качи на Монтеверест. Погаќи, така. Тргаат нагоре, ги наоѓа гранична полиција уствари и ги враќа назад, затоа што ги испопсеа, мислеа дека се изоргирани, дека нешто не им е добро, затоа што нели голи у планина на граница. Каде? И дечките се препородуваат за 3 дена, што се вика, али како искуство и кога гледаш што се случува и колку е екстремен или екстремна таа метода. Затоа си има, гледај, таму мора да има постепеност, не викаме да запнеш, мора да има постепеност. Али има страшен бенефит, ти не мора директно да влезеш во тоа. Ја, например, правев, мислам прошла година бев у Бугарија, у Боровец и таму минус 20 беше вечерта. И викам на жена ми, ќе вежбам надвор, излегов надвор без мајца горе, разбираш? И немам проблем додека дишиш да го правиш. Буквално си исклучуваш. Се враќаш дома, никаков проблем нема. Моментот кога ќе застане што дишењето е проблемот. Дишиш. Не, после влегуваш унатре, нема седам надвор 2 сати. Сакам да кажам додека го работиш тоа, ние сме интересни механизми, пази. Нашиот мозок е супериорен. Тој може да те направи да бидеш светски шампион, не може да те натера да си купиш едно јаже да се обесиш од него. Значи све зависи како ќе охраниш. Што ќе му даеш? Кај нас проблемот е што е проблемот? Кај нас е проблемот кога почнуваш мозокот да охраниш со негативни работи. Тоа ќе имаш проблем. Децава се супер кога се родат, бомбона. Ти го караш, тоа ти се смирува, не ти се љути, дете, што викаме така. И ние ги правиме морони после.
купим ова, ако си сега добра, ќе ти купам таблет, ќе те пуштам на ако си сега, толку ги врзуваме за материјалните работи, да ние ги правиме такви како што се. И после цацко не грив. Ние ги правиме такви какви што сме ние. Да речем, еве. Тие се не нашето треба лице. така да биде. Не треба да биде, али овие вакви, да се навратам на претходниот момент, екстремни работи. Не мора да ги прави реално нормалниот човек екстремно, а може да почне. Може да тера. Пример, ако дома седиш и дојдеш у сала, вртиш на точак, тоа е си се мрднал малку од место. Па си влегол 5 вежби други, и се мрднал уште малку. Па бе читав сега, еве Виктор го слушав на подкастов, сауната добра работа, по сауна влегол. И сега он имав еден пријател мој, тој ми беше као некој едно време као духовен лидер ме. И он ми вика, секогаш ќе станеш тако, ќе пиеш кафе, тоа вика. Размисли го вчера денот, како помина, но фала ти Господ, супер. Денот, неделата, месецот, годината. Размисли кога си бил реално ова место и што било како бил. Ако го гледаш така животот и гледаш дека се померуваш, ти секој ден си ставаш нешто позитивно, она што ти го зборев на почетокот од мовето. Ти не можеш да идиш назад. Зашто? Механизмите да работат. Сакам да не ми е убаво. Не може. Сега ти биде убаво. Сакам сега да не работам. Не може. Сакам сега да не ја пренесувам вештина. И тоа не може. Тоа е најверојатно да учиме да бидеме малце поблагодарни, не малце, туку да бидеме благодарни за состојбата во која што сме сега. Не сме. Колку луѓе не се? Не ни знаат дека треба да бидат. Прашај еден човек што нема вид. Нога нема, рака нема. Инвалид не може да оди. Не може да збори. Што ќе сака највише тој? Да збори. Па ти збориш. Ти си несреќен. Нема рака, ти имаш две раце. Па не си среќен. Он све ќе ти дае. Ти гарантирам дека све ќе ти дае. Пример, слеп човек све што има ќе ти дае. Погаѓа ќе шета само да гледа. И ти го имаш тоа. И не го цениш. Ти имаш са две раце, две нозе. Татко ти мајките ти платиле чланарина. Си дошол на тренинг и ти не си среќен. Детето ми пати од депресија. Која депресија? Ама ние го преме тоа така. Ја кажувам, пушти го на компјутер, пушти го на таблет. Однеси го у кино некад, однеси го на излет. Дај му да вежба, дај му теретана да иде. Пушти го со друштво да излезе, не го прави да биде роб. Нека излезе, нека прочита да види дискотека што е. Не да го правиш да биде. Така ќе се развива. Сега тука ние сме криви како родители. Да. Ние треба да направиме нешто, да го смениме тоа, за да може да направиме нешто. Како? Преку тебе, најубав пример. Преска зборевме. Ако сум ја дебел тренер, пушам цигара, сум багабонт, но како да ти кажам на тебе, ти сега прави вака. Отидеш кај некој доктор што е 130 кг и ти рече, кога си се направил свиња, една 90 кг се ми остави. И ти кој ќе видиш докторов, што ќе му кажеш? Не разбираш? Водство преку пример. Да, денеска го немаме многу, имаме теорија како треба да биде, али многу маца луѓе ствари тоа го практикуваат и го прават. А точно е, мислам дека посебно во делот со децата, дека 99% од нивниот процес на учење е преку визуелен, значи он те гледа што правиш, те гледа како изгледаш и по тоа ја гради неговата скала, да кажеме, што е добро, што е лошо, како треба да биде нешто. Ти може да збориш 2 сати, ќе го успиеш од зборење, може би. Ти си тој пример, тебе треба да те види. Да. Одлично, ја мислам дека ако повеќе луѓе се држат од тоа, да кажем, ајде нека порака да. Ма не, така треба да биде, ја го сакио сам Тотко да знам Зоки Петковски. Денес има 50 и нешто години. Он си прави спаринг со овие што ги спрема се. И ти го гледаш дека тој што учи ти прави спаринг. И ти прави нешто. Ти имаш 100 пати поголем кеф да работиш, него некој да ти збори од страна како треба, а он не може да мрдне. Така, факт е тоа дека е така. Еве ја од Ризо Гогучев, имаме двајца професори, еден професор беше стварно фит, она, знае да покаже и ти го гледаш другиот не може да мрдне нога. И многу пати мене викаше, дојде малку, ај напред ти некој удар са ножен таму, не знам, да покажам. И како ќе покажи што јас мислам, како ќе го гледаш ти? Така и у животот, еве ти се утре ќе имаш жена, деца, фамилија, она. Ти си првиот пример на твоето дете како треба да изгледа
тој или таа. Првиот пример. Жената исто дома. Исто првиот пример. Значи, вие сте тие први. И сега вие дома, ако да креирате една енергија паметна, позитивна, автоматски, првиот слој се го ставиле. Ја треба да оставам вториот, па третиот, ме разбираш? Сега така ние ќе допринесуваме сите да направиме нешто паметно. Да, али бара многу дисциплина и бара голем филтер од околината во која што сме, затоа што не сме во добра околина. Не зборам само за Македонија или за држава. Зборам како општество, како свет кај што оди, не се развиваме во нешто здраво. Факт е тоа. И сега, знаеш зашто се фитнес али пуни? Помодарство. Да се сликам на интернет. Пошто се сликаат овие, да бидам згоден, да бидам убава. Не разбираш? Да. И се како на аукција. Де се слики ќе ставиш, ќе ти пише некој, ваков си, таков си, ваква си, таква си. Тоа е тоа. Тоа е денеска реално. Али под некоја страна и добро, па барем на нешто се навлекло од дигитални глупости, па барем иде у сала, ако ништо друго, барем вежба, барем прави нешто здраво. Затоа што може да се промовира надвор од сала и да промовира нешто што не изгледа убаво, да кажам. Ќе се вратам на преска на муабето, што викаш ти излегуваат си леџи па сака да се наметне да се промовира. Ова е исто, ама блага форма. Он не сака да се наметне како си леџија. Сака како убав, како убава, како згодна, како. Таа во животот ништо не направил. Ништо не направил. Ама 3 пати газот го стикала на Инстаграм. 100.000 лајка им. Така? И сега си се промовира сам себе. Мислам дека го поминавме тоа, ако се надевам. Мислам дека сме малце скала погоре од тоа. Да, скала може погоре, ама не сме го поминали. Далеко тоа. Па си и машки и женски далеко тоа. Ја разбирам нагони све, ама отвори профил на интернет, например, 99 стиките се вака. Така? Од озгора. Убав агол, да. Аголот е топ, буречки вештини, аголот е све. Ќе избегаш на страна и аголот е све. Ако потрефиш аголот си окей. Ама да не го тепаш да ти едниот аголот цело време, направи нешто. Стаи друг агол, па влези у сала, па влези вамо, па пази магулна храна. И се ти, ако ти имаш позитивни, да речам, навики, и ти околу тебе ќе имаат позитивни навики. Јас знаеш што кажувам денеска? Да го пратиш детето да ти вежба со деца што има здрави навики, ти на кој си? Викаш перформанс центар. Ние имаме 230 деца редовни членови. Па ти вежба детето, па овој спортиста, овој. Ки се може некој лош муабет негде. 99% уметите се у здрава насока. Бака треба, така треба, нака треба. Што за жал го немаме денеска да се разбереме. Ајде уште малце за боречките спортови, затоа што мислам дека еден од излезите, јас што ги гледам, во целата таа култура и во развојот на боречките спортови како индустрија, тој момент, тој психолошки момент, мислам дека самите боречки спортови најубаво го третираат. Значи, паралелно развиваат чувство за дисциплина, развиваат хиерархија, развиваат чувство за одговорност, развиваат самодоверба. Сите тие елементи, кога паралелно ги развиваш со физичкиот развој, јас мислам дека една добитна комбинација за све она што како општество или како свет, да кажеме, се наметнува денес да го имаме ние како навик или како живот. Колку успеваш или колку да кажеме се вложуваш во промовирање и на тој културен момент, настрана од самите боречки вештини. Колку ти е битно луѓето да научат зошто е битна дисциплина, како се развива дисциплина, зошто е битна да се има самодоверба, што значи почит, што значи да се почитува соборец, постар, почит спрема било кој. А биди она, што ти го кажувам, пресликувањето на боречките вештини во како се вика, во реалниот живот е многу препорачлива работа. Јас се трудам, например, ја имам се луѓе што ми работат у продавница, у шопа ми работат, у сала ми работат, претежно вежбаат. И се им викам вака, ти ќе дојдеш да работиш, ти ќе дојдеш да вежбаш. Ќе те научи секој тренер, ќе те научи може некој повеќе, некој помалку. Ама ова што ти го зборам ја за животот како да го живееш, е работа што ти сега не ја разбираш како јас што не сум разбирал, ќе ја разбираш понатака, а што имаш чар. Ти сега седиш со мене на работа. И јас те учам на тебе, ти дам 3 работи ги завршиш. И те терам да ги завршиш. Те терам да не бидеш не едно насочен, линиски, да бидеш мултитаскинг. Зашто?
Ако си ти утре мултитаскинг за повеќе работи, ти автоматски тоа виугите у мозокот ги развиваш на различно од другарти кој што е у една линија. Ако ја направам од тебе, не направам тука те научам Придонесеш. ти да бидеш Да. нешто што ја гледам дека има бенефит. Ние сме ќар сите. Јас ќе имам од тебе 3 пати поголем ќар како работник и ти ќе имаш од фирма, пошто ќе се развиваме заедно. И ако сме почнале од плата од 150 евра, сега има 650 евра, значи ние идеме напред. Од тој материјалниот дел. Ама си се развил овдека. Како? Дисциплина. Си дошол на време на работа. Хиерархија. Кога си дошол на време на работа, тој постариот колега при него го прашува што треба, па ти правиш. Значи учиш нешто. Само доверба, продаваш. Му викаш ова ракавица е за тоа, добро е протеин е за тоа. Ти имаш само доверба. Утре ќе бидеш фитнес инструктор, ќе држиш приватни часови. Ти треба само доверба, ти треба дисциплина, ти треба хигиена, ти треба упорност, ти треба надоградба нонстоп. Значи, на некој начин, овој мал механизам, што те учи, ако ти го научиш сега и го пренесеме во реалниот живот, ти си завршил работа. Утре ќе бидеш кај да го фрлиш тој, ќе направи нешто. Ќе направи нешто. Сега ние, еве јас ги отворив продавници во Исаливе, добро е затоа што си ги задржувам тие што ги градам со години тука да бидат. Да можам да го надоградувам. Што мислам дека за тебе човек не може да посака поголем успех, мислам дека. Тоа е топ, затоа што уборичките вештини ви ти ќе се сложиш. Се многу незахвални. Ја кажав пред него време, ние правиме производи со ограничен рок на траење. Правиш, фати од девојка се отишол. Материјално збориме. Да, и го немаш, а си вложил у него. А вака ти си вложил у него, го ставаш на работно место. Продолжуваш да го вежбаш у животот. Вака да треба правиш, онака да правиш, да доаѓаш. Да... Значи са овие работи да ги пренесеме во. И они да се развиваат у своји личности, ама ти да им помагаш. А да им помагаш со овие алатки, разбираш, да направиме нешто, да имаат они полесен, поквалитетен, побрз пат. Еве ние порано сме вежбале некоја работа ни требало 2 години да сватиме, сега ние ги учиме деца за 3 месеци. Зашто? Еволюирало нешто, отишло напред. Оно што ти го зборев. Од ден на ден има страшен, да кажам, напредок во сите полиња, така и во. И што треба ти да направиш? Треба да се надоградуваш. Зема еден професор у школа, кој што е класика, не пипнал ништо со години, само тоа го предава. И зема некој друг што ностоп чепка прави. Ова е за овој научна фантастика. Ти можеш да земаат иста плата. Ама овој другиот е изграден, можеш да го земеш комотно на работно место, финансискиот дека одделуваме 6 пати поголем плата да земе. По таа логика претпоставам дека иако си мајстор, иако си ментор и учител на многу луѓе, се уште се сметаш за студент во многу области и ден денес, да кажеме, покушаваш да учиш многу работи. Ја бев многу изненаден. Знаеш како, многу ми се свија кога луѓето ќе постигнат одреден успех и не застануваат таму. Не можеш да застанеш. Оствариле, па не знам, значи не можеш, тоа е она што го гледам сега, тоа е она што го гледам и што ми се допаѓа, сакам еден здравје да го имам тој ментален склоп, да кажам дека не е доста, дека никогаш не е доста, дека нема одредница, дека е патувањето и дека цело време се учи некоја работа, али многу ми се допаѓа кога ќе го видам тоа да се манифестира кај нас, затоа што немаме прилика да го гледаме тоа често, да кажеме, ги немаме тие да кажеме ментори. Јас се враќам многу пати на тој збор, ама стварно мислам дека е исклучително битен во развојот на луѓето, да го имаш вистинскиот ментор. И кога ќе видиш дека менторот кој што постигнал толку многу е се уште студент. Да. Пораката која што ти ја примаше дека твоето учење... Знаеш што ми се деси на семинар кога бевме кај Иносанто. Отидовме таму и он вика, он имаше тогаш 80, мислам, се така нешто 80 години стар и сега не знам колку ја беше. Или 77, не ме текнува се. И он вика, денеска вика, ја сум мајстор у тоа, што не е више, што не поминал животот. И вика, имам тренери за 16 борички вештини, кај што они мисле на мене мајстори. И ја вика, кој ќе отидам у клуб кај Виктор, и Виктор е мајстор за, не знам, пенчак, силат, не знам, некој систем таму.
Ја веќе си застанам у ред со другите и си вежбам. И се тоа ја го правам. Пример, доаѓа да не тренира боксер. Јас знам ова, не, тоа не функционира. Стај се, сегаш кога ќе се стаиш у ред да биш ученик, не више примаш. Не се прави, ние се правим паметен, ти знаеш повеќе од тој. Не можеш да знаеш. Од денесната перспектива, некои работи што ги гледам за тогаш и тогаш што сум ги гледал, е вака различно. Денеска, например, ти викаш нема многу ментори. Нема, не можеш да најдеш човек да направиш малку. Кој ме праша, мислам дека Томас у подкаст, дали имаш вика некој кај што можеш да разговараш на повисоко енергетско, не за спиритуално ниво за овие работи. Нема. Еве со Зоки еднашка, кога бевме за Михен, среќа или несреќа, ни се погоди на аеродромот у Загреб да моравме 8 сати да чекаме другиот лет. Сме си збореле. 8 сати. И му дов кога дојав Скопје, викам Зоки, сега 2 недели брат, не збориме. Бега од мене. Не збориме, да се збориме. Али не можеш да најдеш човек да ти на таа тема се развиваш. Ти можеш да кажеш са боречки вештини, го техника овој. Ама малку спиритуално не можеш да одолувиш. Еве ке мене се, например, кирга ми е страшен експеримент, така, дома ми е нонстоп. И са ние вежбаме ова, порано кога вежбаше 3 пати неделно, сите мислеа да ги вежба 150 пати. 3 пати вежбаше, зашто? Па немаш да го уништувам детството се. 3 пати, па не знам, 4 пати, па 5 пати, сега вежба 3 пати на ден, окей, супер е. Ама сега веќе идеме на друго ниво. Сега чека ментално, си изгубила, ај седни да видиме, ај сега. И сега тоа ти денеска не можеш да го најдеш кај некој да ти е толку комплексен, ај се да ти кажи вежби за дишење, ај да ти кажи вежби енергетски и вежби за, не знам, техники, не можеш да најдеш. И ја дури, ја ќе ти кажам една работа што е вистина. Некои работи са моите тренери ги знаат поише од мене, знаеш зашто? Ја не можам да се развивам у сите правци со иста брзина. Не можам. Тука сега запирам малку, па намалувам, ај ти сега догради се на така, ај дојди ваму сега, треба да кажеш ти нешто. Така функционираме. Еве сега, Стефан Пецевски ми ја вежба Дани, за тоа и тоа, затоа што ја немам време да го вежбам тоа. Зоки Петковски сега почнува да ја вежба рачна и ножна техника да ги совршиме работи. Јас некој други дел. И сега јас ќе влезам поише уној меѓу просторот у некој склопување на тие мозаици за да направам нешто, пошто знам како функционира. Се вративме се од Европско првенство и изгубивме. Чекај, зашто изгубивме? Како изгубивме? Зашто? Ај чекај да го направиме ова. Ментално веќе на повисоко енергетско ниво ги разглабаме работите. Да не ни се деси исто, разбираш? Ивица, освоевте сребро Да. на Европско првенство. Дани, предпоставувам, од она што може да видам, ми изгледаше во моментот као малце на разочарана, иако не знам колку е свесна за успехот што го постигна и колку е тоа значајно и со возраста што ја има, предпоставувам дека беше огромна радост за сите вас. Што е следно за неа? Следно е, да пази, ние отидовме на Европско првенство со неколку работи што не знам, гледачите дали ги знаат. Првата работа е што месец дена претходно, или 2 месеца, ние се спремаме за 3 ратишта. Значи, недела дена пред Европското првенство бевме во Ниш во борби со кимоно, биџаџи. Борби без кимоно. Наредна недела идеш на Европско првенство у ММА. Значи, тоа е Mission Impossible, разбираш. Тоа е едниот момент што е ненормален, да речем. Вториот момент е со само една борба во ММА, у Густер беше една поише демост, онаква борба беше, не да речем некоја борба, отиде на Европско првенство. Третиот момент, она у клуб вежба со момчиња што се 60 кило. Вика, ја не знам што е 50 кило девојче. Не знам колку сила има, каква е, значи немам представа, немам. Отидовме на турнирот, недела дена претходно, така беше концептот на 4 дена, пошто беше бодна претходно, имаше температура, 4 дена пиеме сируп за искашлување, па сега 2 дена и чекај се не искашлување, а и сега да не кашла. Сега што остана, надре остана. И сега првата борба беше супер фокус, шарп, супер завршиме, втората борба вакво. И сега тука има оние ментални моменти. Цела Македонија те гледа, сите чекаат ти прво место, ти си лабав, ти си ово, нама знаеш дека со кондиција си слаб, ради си бил болен, не знаеш дали. И сега тие се сите моменти што се битни. Ама, мене ако ме прашаш сега, сакаш да победи да изгуби? Добре, изгуби. Ти замисли сега со сите овие глупости да беше европски првак.
има да го дигне носот. Не се прави муабет. веќе. Нема да вежба. Да. Нема да го дигне, ама сакам да кажам. Ќе речеш па јас со иш вежбање по евро. А сега е супер. И чекај сега се мрднам. И сега имаме турнири, еве идеме у Црна Гора, дај Боже да најдеме. Пази, многу е тешко у женскиот ММА. Нема противнички. Нема противнички, немаш да најдеш. Ретко кој пуштил девојче на 17-18 години да се такмичи у ММА, ќе му удари, не е баш симпатично. Ја, например, тука кога пуштил да се бори првиот пат, ломе на браја. Па како, па тоа дивјачки, па тоа на што личи, па ти фрустрации си лечиш, па не знам, до каде отиде работат. Они не го гледат, еве женско може да се бори, нели равноправност лево десно. Еве може да се бори. Може да се бори со, се бори. Али е добро ова што се деси, што изгуби, затоа што ќе ти даде еден поголем мотив да ти идеш напред. И сега во октомври има светско првенство у Узбекистан, мислам, и таму да отидеме да направиме нешто. До тогаш нема да имаме ние страшно поише борби, ќе имаше 2 борби, 3 борби плюс. Ама многу поише него ова сега што е. Се одлучи дека ММА ќе биде правецот. Па да, не, пази, сега после турнирот одлучивме мораме да се земеме страна. Не можеш да бидеш на три фронта. Мислам, ненормално е. Ки идеш сега дека ќе те па ќе губиш. Сакаш да направиш нешто, мораш на едно место да направиш. И сега се договоривме, буквално кимоното да биде сега за сега 1/3, не 100%. Што мислам дека во нареден период ќе нема кимоно. Зашто? Сосем друге хвата со кимоно, друге без кимоно. Друге граплинго, друге ММА. Сосем е друго. Друге техниката на учење, на изучување, на контрирање. Ме разбираш? Тие моменти, например, од кимоно ти даваат глупи реакции у ММА борба кај што не треба ги правиш. Зашто? Па тоа е подсвеста е. Викај направи го тоа. Ама сгрешив. Јеви го, идемо дај. Сигурен сум дека осеќа голем притисок, посебно на такви, секој би го осеќал тој притисок. Она ме вика дека не. Еве, денеска правиме ова. Вика не, вика, не ми беше проблем. Проблемот беше у глава што не знаеш што сум и како сум, ова не ми беше проблем. Па можеби не знае се уште точна дефиницијата на притисокот, пошто притисокот е тоа, кога си збунет. Нема видео на претходно 12 години има борби. Значи 12 години има, не знам, 150-200 борби у биџиџи, у џудо, у комбат џуџицу ја пуштив, не знам она. Значи има искуство. Знаеш што е публика, знаеш што е трема, знаеш што е све. Али ова е друг спорт. Има и удари, има и све, разбираш. Аматерски борби се аматерски, ама гледаш, пукаат носе, пукаат раце. Билдапот пред секој евент е различен, претпоставам. Јас сум се бавил со спорт исто долго време, знам дека колку и да има човек искуство и кога се такмичал, да кажеме, во текот на годините, важноста и големината и магнитудата на еден настан може да донесе притисокот. Би требало да донесе. И сигурно. Али уште еднаш, значи, огромен успех. Мислам дека Дани по таа некоја ранглиста во Македонија сигурно број Не, на Балкан нема. У Балкан у таа категорија, значи ако има, ја не знам дали има. Ако има. Значи модално на Балкан е, у Европа е вака, пази, ваму 700 такмичари имаше. Значи имаш од 33-4 земји. Не беше тоа ради реда направен. На врвно ниво. Ние правевме тестови за сида, тестови за хепатитис А, Б, С, не знам, дента за бременост, таму им праве 300 глупости. И сега, тој турнир е топ до топ, не е она сме организирале. Има само, најверојатно има само едно повисоко ниво од тоа е светското. Пази, IMMF е светска организација на ММА федерации и оваа година ме бараа неколку пати, ај не, и сега запна оваа година Слободан Максимович од Србија, по не знам кој пат ми се да бе брате, вика земи, и јас земав на федерација, држиме со Македонија, станав почесен председател на федерација, и таа е многу јака федерација, затоа што е единствена федерација, и главни спонзори на нејзи се UFC и Brave. И се развива ради нив. Еве се у сабота имаш UFC 300, немаше кој не гледал вакви борби, такви нокаути. Народот се поише, му е добро утро тоа, разбираш. Еве се ние благодарени на тоа, си направиме спонзорство со Моцарт. Ако Моцарт пред турнирот викаше ќе ве спонзорираме од евент, ќе видиме овона, са после турнирот до нова година ве спонзорираме 100%. Колку е битно спорт? Најбитно. Зашто? А немаш пари, не можеш да отидеш. Не можеш да отидеш. Кај да отидеш е пари кошта. Како индустрија се развива страшно. веќе многу. Страшно се развива.
Да, UFC 300 имаше некој изнад 15-16 борби имаше, не знаеш кој од кој е бољи. Ја од 1 сат ги гледав до 8 сабајле, ги гледаше сите. сите, значи и пази, аматерскиот ММА што го гледав во Белград и светскиот тука се неге. Техниките се исти. Пази, деца сака да имитираат возрастни. Победува. Слави исто. Имитира некој фајтер. Влегува унатре се крсти. Кој што прави. Прави техники, овие што ги прават. Значи, страшни се, пази. Нема некоја како порано разлика. Ој. Иде у страшна позитивна вака. Затоа треба спремање. Не, значи, ја мислев дека е на послабо ниво. Не, далеко. И тоа е добро. А постои ли шанса да видиме македонски борец во UFC? За, не знам, догледна иднина нека биде. Абе, ние геј. Го имавме Волкановски, сега тој пола е македонец, пола е грк, по татко и по мајка. Така, ајде И да не знаеш кажеме. што е. Да, и тој Не стане. е изворен, не е наш. Ние се уште од Македонија, изворен наш, кој што живее и вежба во Македонија, немам. Имав од Италија, дечки имав да, од Македонија немам. Сега, ние идеме у таа насока. Господ знае. Кај женскиот, например, има многу по-мал број на такмичари, квалитетот е окей, али нема многу како кај машкиве. Кај машкиве премногу има за да стигнеш до таму. Стварно треба. Се надевам дека ќе имаме барем еднаш во животот. Кои се, да кажеме, неколку главни атрибути за тоа што кога искочи Дейна, да кажеме, на пресконференција, и човекот мислам дека го дава хендбукот, значи ги дава правилата кои се за некој да се најде таму. Значи ти вика ти треба да си одличен борец и ти треба да знаеш да се промовираш. Значи дај тие две работи паралелно. Во Америка телевизијата не се вика телевизија, се вика ентертејмент. Значи таму е све направено ентертејмент, све се пари. Сега, најголема галама се дигна сега, премиите од $50,000, 300 ги направи. Заради прашање на новинар. Да. Ама не, тоа беше смислено. Новинарот ти гарантирам дека е буцнат за да плати, за да го направи. Тоа нема шанси да помине така. Не рипа така. Не доби 300, а овој доби 600. Пошто зема и за перформанс и за не знам за што беше таму. Значи, и са тоа го направија уште пута 10, нешто што треба некој се залае. Ама, ти мора да го правиш тоа, мора да имаш и маркетинг. Сега ќе се вратам назад. Сега ја го рекламирам Моцарт, така, ама и Моцарт ме рекламира мене. Сега имавме ни интервју, српскиот Моцарт у Србија, направи интервју, таму отиде тоа. Ние пред концертот програм у Србија, години убичичи, не знам, во џудо. Ама сега, или пашо на друг левел идеш. Значи, тој момент, кај нас е битен, значи, ние мора да направиме сега пред да имаме квантитет. Што значи тоа значи бројка на борци? Па ние клубот го имам 14 години. Во 14 години го држам на автопилот затоа што мислам дека во Македонија ќе се деси нешто, ќе се направи, не се прави. И запнава, викам луѓе, абе не можам си имам са свој приоритет во животот, си имам бизнис, имам ова, сакам да го живеам животот. Ова е сепак врска, ама дај нема кој друг, Црна Гора влезе, Србија влезе, Босна влезе, ајде направи. И сега ја треба да направам да ги соберам клубовите. Да направиме турнир. Да видиме кој е најдобар. Да извлечеме нешто, да посетуваме турнири. Тоа кошта све пари, нема пари сега. Тоа ќе биде све од джепот. Да направиме нешто, па да се развијат клубовите, па да имаме луѓе, па да има борби, па да има квалитет. Па да извадиме еден. Еве сега, ние дали сакаме да спремаме светско првенство. Со кој да прави спаринг? Со кој девојче прави Македонија спаринг што вежба ММА на 52 кг? Нема. Нема девојче што вежба ММА, а не па на 52 кг. И што да правам? Ја пуштам со машки, ја пуштам. И сака машко, у пубертета, неќе да губи тој. Мава удира прави. И сега ние имаме како тренери задача да ја спремиме за тоа, а нема со кого. Проблем. Како да те научам да играш ти ракомет, а немаш противник? Ај трчај Виктор ваму, ај дојде му на тоа, ај ти рипни, ај направи ова. Не знам. И на што личи тоа? Ние го правиме тоа. Моментално Македонија го правиме тоа. Вежбаме со замислен противник некако и го спремаме за реална работа. Проблем. Второ место, ова е успех за 300 години. Да, али знаеш како, секојаш било така во Македонија. Мислам, не фалела една работа, туку фалела 2-3 од најбитните работи. Мислам дека во секој спорт, тоа е некое правило за луѓето што се бават со спортов дека. Значи тој што очекува да му се наредени работите во Македонија, мислам дека стварно на многу погрешно место и со многу погрешно очекување. Секојаш фалела работата, али некако сме
оптимизмот и идејата ни е секогаш присутна и најверојатно тоа е оно што не води Само до успех. Љубов тако нешто. Денес ништо не е преку вече. Ја вежбам 35-6 години. Клубот ми е, не знам, 20 и нешто години. Ние сега оваа година у Стронгески вежбам. Така? Ти замисли да тераме бизнис 25-6 години. Милиони ќе направи. Ова е кейф. Кейф, разбираш? Го шириш, го правиш. Ти викаш преска ќе престане, не можеш да престанеш. Зашто те тераш, правиш. Може ќе намалиш, ќе даеш, ќе направиш. Али пак си тука, пак збориш, пак кажуваш, пак пренесуваш. Ја те пренесувам тебе, ти на него, таа енергија се пренесува. Не можеш да го запреш. Иста, супер енергија и супер разговор денеска. Мислам дека покривме доста работи. Да, нови работи. Имам уште многу што би те прашал, али тоа би го остал за некој нареден пат. Фала ти за денеска. Фала, значи добро е во Македонија што во последно време се како пичорки никнуваат подкастиве. Тоа е добра работа затоа што на одредени телевизиски емисии имаш минута, 2 минути немаш да кажеш се. Да се снимаш сам на интернет да кажеш и тоа не е тоа. Благодарение на подкастиве гаш има веќе некој негдека нешто ќе дознае, па ќе види, па ќе те праша, па ќе се заинтересира. На некој начин еве се трудиме со вакви механизми да свртиме нешто во општеството, да дојде малку на позитивна страна. Знаеш како, мислам дека е класичен причинско-последичен однос, значи кога ќе видиш дека ќе бидеш на едната страна од мостот, значи или ќе бидеш тој што има што да каже, или ако не си ти тој што кажува, дај барем направи прилика тој што има да каже, да го каже нештото, да. Да каже нешто. Не, ова е супер прилика. Пример порано Џо Роган кога почна, он беше не беше. Кога почна тука на пример Марко Петрак ми е пријател подкастот што е горе во Хрватска, и он напушта Fight Channel, напушта ова кај што беше фирма и вика ќе правам подкаст. Ја викам, што прави, брат, ова? Не, вика ќе видиш сигурно. Дечкото направи подкастот е топ подкаст инкубатор што е во Хрватска. Го работи, турбо го работи. Верувал во тоа, го направил тоа. Така да мислам дека добра работа е, супер работа, продуците со работа, еве гледам дека техниката ви е окей. Сега треба малку наша озборење преска да се промовирате, да може да се дигне на повисоко ниво, за да може поише луѓе да донесете. Па да, сакаме да веруваме дека промоцијата ќе си дојде со квалитетот и со знаењето и вредноста која што ние ќе ја пренесеме, така да не сме се уште толку загрижени за промоција, али ќе поработиме на тоа. Пумпајте мускули сега да може да ви се најдат. Фала ти штеднашка за денеска и до нека следно гледање. Се гледам. Поздрав.